Poštovani gledači, vijeste su muzička emisija Vekovi noti i po toj povod sledova pozdrav. Grupa Korona. Nekogaš ti se setiš na mene, ako go spomneš moje to ime, ako prašaš nekoj kade sum sokosum, nemoj zaboravi zašto jaz sum tagata tvoja, te saka včera, te sakam danes, che te sakam utre, sedur sum živ, morav da odam koga najmnogu ti treba, bez da ti kažam ni tu eden zbor. Ako nekogaš, nekoj ti tropne na vrata, ako na prozorec ti dojde gulab bel, ako mu slavej te budi, ne prašuvaj koji je, to ke sum jaz, te saka včera, te sakam danes, che te sakam utre, sedur sum živ, morav da odam koga najmnogu ti treba, bez da ti kažam ni tu eden zbor. Morav da odam koga najmnogu ti treba, bez da ti kažam ni tu eden zbor, bez da ti kažam ni tu eden zbor.
I vreme za najava na našiot večerašen gostin, a to će reći gospodinu Blagoje Grujovski. Dobro dojdovte vo studiju na Iris Televizija. Dobro najdov, pozdrav do vas, do cijela ekipa na Iris Televizije i do svite ocenjate gledači. Благодарам što je prihvatite поканата. Pa sa zadovoljstvo. Prvo ponudeno, prvo prihvateno. I ne slučajno, da, to je točno, da. Imam pričina zašto dovedem, imam i kaj da dovedem, imam i za koga. Evo da го почне prvото prašanje, sakam da te vratam малко во младоста. Од кога датират вашите почетоци за пеењето? Па со пеењето доста подоцна јас во животот случајно стапив во тие води, загазив. Инаку јас уште од мали нозе сум сакал музика, сакав и да учам музика. Почнав како дете уште, имав желба, ете, почнав во музичко училиште, татко ми ме запише на виолина. Па потоа во гимназија отидов, значи не продолжив јас. Четирите жици ги употребуваш ли? Четирите жички ги свирев, додека бев во основна школа. Да. Потоа напуштив и се посветив на друга тема. Имаше кај мене секогаш некоја двојност. Желбите на мајка ми, на татко ми. Татко ми сакаше музичар да видам, што е нормално, и тој беше музичар. Кој победи? Тато или мама? И победија и двајцата. И двајцата победија, да. На свој начин. Јас не продолжив со музика да учам, осредно отидов во гимназија, а после тоа, бидејќи мајка ми сакаше, ете така да видам интелектуалец, нели, писмен човек, нешто, јас отидов на, а и тоа, впрочем, имав афинитети за тоа, отидов на факултет за новинарство, каде што и... Здраво седма сила, а? Седмата сила, да, каде што дипломирав 86-та година. И потоа, меѓутоа, паралелно јас сепак онака си се занимавав за своја душа со музика, го открив оној прекрасен инструмент, саксофонот, и за своја душа си свирев, па и со некои групи скопски, така, поп-рок музика. И така дипломирав новинарство и се вработив во Македонско радио како новинар, во таа тогашна дневна редакција, најтешка. Во последно време, што е примависта, новинар или музичар? Пејач? Новинарството, јас го се збогував со новинарството во 2004 година, затоа што тие две професии, ако сакаш професионално да се занимаваш, мораш да избереш една од тие две. Тие две професии. И не си погрешил во изборот. Моје благо убедување. Според моје убедување не сум погрешил, затоа што музиката е поблагородна на некој начин и поблагодарна. Новинарството е неблагодарна и тешка и напорна професија, во која никогаш и никој нема да ти кажат ни благодарам, ни браво. Тоа е точно, да. Мислам, тоа е многу благородна професија новинарството, меѓутоа не е благодарна за оно што ја работи. Еве, за нашите гледачи се договоривме да почетокот не биде почесто со музика, а тоа ќе рече ја листаме песнарката на група Корона. Ношти минав покрај твојата куќа стара, се што видов сакав да ти дарам, но те немаше. Пушти сонот да те прелаже, ношти плати еден живот што се плаќа. Джабе плачев, младост не се враќа.
не се купува. Ова срце што посакува. Кому да запеам, кому да раскажам, сношти минав, не ти скинав цвет за косите, тажни зори каде ми ја носите. Кому да запеам, кому да раскажам, сношти платив, не се вратив во спомените. Кој да свати кого љубат жените. Сношти видов двајца млади, толку млади, како птици, како бели ради, двајца влюбени. Сакав да се од нас посрекли. Кому да запеам, кому да раскажам, сношти минав, не ти скинав цвет за косите, тажни зори каде ми ја носите. Кому да запеам, кому да раскажам, сношти платив, не се вратив во спомените. Кој да свати кого љубат жените. Кому да запеам. Господине Груевски, го продолжуваме разговорот, секако ќе биде музички, ни доаѓаш со убава музичка приказна. И сега е малку второто комплексно прашање, ќе дозволиш да го прочитам, не би смеел да се сгреши, нели? Да. Кога ве споменуваат, неизоставно е да се каже дека вие сте син на еден од пропагаторите на македонската музика, Матеја Груевски. Па точно тоа. Композитор, аранжер и главен на продукцијата за народна музика. Како е чувството да сте растеле покрај таков човек? Па, привилегија невидена. Искуството е голема привилегија и голема среќа, за некој како мене што сака и што се занимава со музика, е голема среќа и среќна околност и привилегија, затоа што уште од мали нозе јас дојдов во контакт со музиката на едно убаво ниво. Значи, татко ми беше во тој круг на добрите уметници од не само од народната музика, тој контактираше и со други од другите бранши, и од сериозна музика, и од джез, и од поп музика. Меѓутоа неговата специализација беше народна музика. Тој таму твореше. Така што ја уште како мал имав можност, он ме носеше на работа кај што одеше во радио, кај што снима, кај што проба. Тоа за мене беше сензација. Пријатно изненадување. Па и сензација беше тоа за мене. Јас тогаш ги слушав најдобрите музичари во Македонија кои таму беа во оркестарот на Радио Скопје тогашно. И сето тоа го упиваше Радио Телевизија Скопје. И тоа за мене беше нешто многу големо и сензационално. Јас имав
уште од тоа време Кочо Петровски, јас како дете сум го гледал, таму Виолета Томовска и ред други музичари, Никола Бадев. Прва класа, прва лига. Значи сум имал можност во тоа време да ги гледам вака пред мене, како снимаат во студио. И така, тоа за мене беше една искуство не убава подлога и така ми се разви мене желбата, не е ни случајно, ми се разви желбата. Јас во мојата младост растев со разни стилови музика, значи преку музичкото училиште ја запознав класиката. Класиката, да. Па потоа во младоста слушав и рок музика, и джез, и се што е интересно и актуелно во светот. А се разбира во домашните услови и во овој круг на татко ми слушав најчесто народна музика и тоа имав можност да слушам од многу добри извори, од Цариевски, од Бадев, од Кирил Манчевски, од таа плејада. Брендови пејачи и музичари. Најголемите брендови, значи, кои ден-денес се некои стожери во оваа наша... Оставија музички траги. Во оваа наша музика, да. И тоа беше некој патока за мене и подосна во тие мои студентски денови малку повеќе се ориентирав кон народна музика затоа што почнав да свирам на свадби, нели. Ја напоредно како што студирав. И тоа искуство го пробадели, а? Па и тоа е искуство. Јас сум одел по невеста по тие селата скопски. На Скопска Црна Гора. Теренаш. Сочичко Миле покојни Кекеновски. Така, ете, имав некоја привилегија, тие сите музичари го познаваат татко ми. Пете така ме земаа како чирак, да. Учам затоа што јас не бев уште навлезен доволно во таа народна музика. Јас нели свирев со рок групи, со млади луѓе, нормално, тоа време беше популарна друга музика. Да ги запознаеме нашите гледачи и да кажеме дека во оваа емисија имаш двојна улога. Ќе бидеш член на група Корона. Со задоволство. Јас инаку со Корона имаме дамнешно пријателство. Имаме доста поминато ангажмани тука, во овој регион. Инаку сум посебно јас пријател со Гајда. Сите знаат, нели, кој е Гајда во Штип. Познат професор, магистар. Не само тој, популарен и познат музичар, басист и по изворните народни инструменти, да. Особено гајдаџија. Да, и позитивна личност, вака. Да. Ведар лик. Човек кој нема ограничување. Тоа е точно, да. Така би рекол јас. Кратко. Нема што не знае. Кратко и јасно. Особено од музиката. Човек што не се ограничува воопшто. Почнемо гледачи и повторно следува музички време плов. Се разбира со нашиот вечерашен гостин. Večer koga legnuvam, nautro koga stanovam, ti si mi moja Mirjana, najgolem nemir vodušava, ti si mi moja Mirjana, najgolem nemir vodušava. Ej, moja Mirjana, prebolena, dosta mi se ladni mejani, noći dolgi neprespani, vrati se moja Mirjana, vrati mi mir vodušava, dosta mi se ladni mejani, noći dolgi neprespani, vrati se moja Mirjana, vrati mi mir vodušava. Kade li se ga otide, koji li ti srce ukrade, kade li novog ne zna,
gnezdo svi, na mene što zaboravi. Kade li novo gnezdo svi, na mene što zaboravi. Ej, moja Mirjana, rano neprebolena, dosta mi se ladni mejani, noki dolgi neprespani. Vrati se moja Mirjana, vrati mi mir vodušava. Dosta mi se ladni mejani, noki dolgi neprespani. Vrati se moja Mirjana, vrati mi mir vodušava. Vrati se moja Mirjana, vrati mi mir vodušava. Да го продолжиме разговорот со нашиот вечерашен гостин, господинот Благоје Груевски. Се уште сме кај вашата фамилија и вашиот брат е музичар, така ли? Да, исто така, мојот брат е музичар, тргна и он по тие стапки, иако немаше некое предвидување за него дека ќе стане музичар. Како се случи тоа, јас во тие мои млади години веќе свирев саксофон подолго време и имав желба да научам гитара да свирам. И купив една гитара на старо населба тука од еден дечко и како што ја купив ја заборавив, ја оставив во еден ќош и се остана гитарата да си стои. Брат ми ја нашол, ја откри како инструмент. Некој можеби малку се залюби во неја. Некој му го подучил и сега брат ми мултиинструменталист. Свири гитара, бас, контрабас, народни инструменти, тамбурчиња и така. На твоја благодарност што си ја купил, нели? Па, по некоја игра на случајност, јас си ја купив гитарата за мене, а он ја зема и он ја научи. Тоа е точно, да. Одиме понатаму, музички времеплов, се разбира, група Корона и нашиот вечерашен гостин Благоје Груевски. Segde odev, segde šedav, po ovoj beli šaren svet. Segde odev, segde šedav, po ovoj beli šaren svet. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešiv me, dvajca mladi, ej, ne se do me. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešiv me, dvajca mladi, ej, ne se do me.
Da li znaš, da li pamtiš koga beve me kraj radika? Da li znaš, da li pamtiš koga beve me kraj radika? Toga šti mi reče Bela Jano, toga šti mi veti moja rano, deka večno ke se ljubi me. Toga šti mi reče Bela Jano, toga šti mi veti moja rano, deka večno ke se ljubi me. Jano mori Janike, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešit me? Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. Jano mori Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešit me? Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. Dvajca mladi, ej, ne se zedov me. Почитувана публика, го продолжуваме разговорот со господинот Груевски. 100 години, односно, поточно кажано, повеќе години, сте присутни на нашите македонски фестивали со ново создадена песна. Како е вашето искуство во тој дел на твојот музички живот? Па имам богато искуство, можам да кажам, од 93 година на фестивалски сцени низ Македонија. Искуствата се нормално почнувајќи од Валандово, секакви и убави и неубави, меѓутоа повеќето доминираат, нели, 99% убави искуства. Тие фестивали на времето има многу битна улога. Тие беа на некој начин во центарот на вниманието на музичката јавност во Македонија, општо на јавноста, на публиката, и беше многу пожелно и имаше ефект тоа појавување на фестивал. Сега се други времења, има милион медиуми, има интернет, така што фокусот на јавноста, на музичката публика не е на тие фестивали. Затоа изгубија на значење. Значи, порано има сосема друг карактер, друга улога во... Што треба се поправи според тебе, во кратки црти? Не знам што може многу да се поправи. Нешто не може многу, едноставно трендовите одат во еден правец и мора да се следат трендовите. А трендовите се мултимедијални. Значи, луѓето мора, создавачите на музика, музичките продуценти, менаџери, луѓе кои размислуваат на организационен план, треба да размислуваат во тие нови медиумски услови. Тој твој одговор важи ли за следното прашање, дали мислите дека на фестивалите е задржана песната компонирана во духот на македонската музичка традиција? Па и многу се е тешко. држи ли таа страна добро? Па не баш многу. А и многу е тешко тоа да се одржува. Да. Македонската музичка традиција е создадена со векови наназад. И сега во овие денешни времења во ова еден конгломерат од разни влијанија музички од цел свет, од соседството најмногу, кај што има помоќни и повлијателни медиуми, многу е тешко да се одржува на јавна сцена, на популарна сцена, традиционална музика. Меѓутоа, традиционалната музика треба да се задржи, да се конзервира на некој начин. Секој ден да се негува? Не, треба да се конзервира во тие институции, како да ги кажем, и постојат институции кои се занимаваат со тоа. Тоа се најчесто културно-уметнички друштва кај нас, па и некои одредени фестивали. И сепак мора да биде присутно во медиумите. Меѓутоа, ние не можеме да се лимитираме музиката. Музиката, сакале ние или не, се менува. Сега, одредени
поголеми нации од нашата, помногобројни, успеаја во таа современа музика да вметнат дел од своето музичко наследство. Ние не успеавме тоа во голема мера да го направиме. Дали е касно за тоа или? Па се уште не е касно, може никогаш за ништо не е доцна, може да се, меѓутоа треба тој процес, а тој процес некој треба да го иницира и да го води. Значи има надлежни институции во Македонија на кои има тоа задача и кои можат на некој начин да го канализираат. Тоа се пред се од челото на државата, од тие Министерства за култура, што ја знам, институции, Совет за радиодифузија. Значи медиумите се тука неизбежни. Медиумите се сега вон контрола, не мислам во контрола во негативна смисла. Контрола во смисла на стимулација и дестимулација. Да се стимулира афирмација на домашна култура. Ние имаме своја култура, ние фрламе на буниште, на сметка на тоа поземуваме се друго. Дали е добро или не. Виновници има? Не можеме да лоцираме виновници. Сега не е ни продуктивно, ниту е профитабилно ние да бараме виновници. Треба да бараме чаре. Да не губиме време во виновниците, нели? Кој ќе ги бара виновниците? Треба да бараме чаре, да се оди напред. Виновникот ќе признае или нема да признае, нели? Ама што е битно да ќе признае? Виновникот во новите услови, тие што се виновници може ќе си го најдат своето место во новите услови, но меѓутоа тие услови нешто треба да се создадат. Значи, а да ги создаде некој треба првен главата. Точно, да. Рибата иде од главата, нели? Тоа е точно, да. Главата треба да осмисли политика, креативна политика и, како да кажем, позитивна политика, да се создаде позитивна клима за развој на домашна култура. Според тебе сватите дека ова сериозен проблем? Тоа е многу сериозен проблем. Многу сериозен проблем, меѓутоа некој... Да се некој... замислите музичари? Не само музичари, целата јавност треба да се замисли. Јавност, да. Па децата во градинка не пеат македонски песни веќе. А кој треба да се замисли тоа? Ајде, ние ќе се замислиме. Тоа е траѓека. Треба да се замисли некој што му е дадена одговорност да ги води процесите во државата. Почнуваме гледачи и повторно фолклорното богатство на Македонија. Овој пат од љубовната лирика. Што ако љубам, што ако страдам, што ако памет си изгубив, кога тебе душо крај мене те нема, без тебе не можам. Срцево мое љубов него гре, како цвет без роса, ке ми овене. Срцево мое љубов него гре, како цвет без роса, ке ми овене. Многу луѓе пијат рујно вино, душа да развесела. Јас сиромав пијам по цели ноќи, јадови пусти да заборавам. Пијат рујно вино, душа да развеселат. Јас сиромав пијам по цели ноќи, јадови пусти да заборавам.
Ti ako misliš дека ti zgrešив, te molam dušo, prosti mi, me ja ni pusti, vreme to mi mine, mladosta ke mi pomine. Srcevo moje ljubov nego gre, kako cvet bez rosa ke mi ovene. Srcevo moje ljubov nego gre, kako cvet bez rosa ke mi ovene. Mnogo luđe pijat rujno vino, duša da razveselat. Ja siroma pijam po celi noći, jadovi pusti da zaboravam. Mnogo luđe pijat rujno vino, duša da razveselat. Ja siroma pijam po celi noći, jadovi pusti da zaboravam. Jadovi pusti da zaboravam. Го продолжуваме разговорот со господинот Груевски и следното прашање би гласало: во кои прилики настапувате? Имате ли режим? Имате ли агенда како настапувате, каде настапувате? Некој специјален режим нема. Добро. Настапам секаде кај што има потреба. Покана не одбиваш? Па генерално не, зашто одбивам покана ако сум зафатен тој термин. Да. Инаку нашата работа е таква, специфична, и ние одиме да работиме кај што има потреба од веселба, кај што луѓето се веселат. Значи ние не сме артисти од концертен тип, иако нормално сме. Завеса не спуштате никога. Сме правили концерти, да, добра е таа поента, завесата не се спушта. Да. Или што би рекол еден наш познат актер: човече, зашто се ограничуваш? Значи нема ограничување. Нема ограничување, именно тоа, да. А колку често сте присутни во странство? Дали сте музички светски патник? Да. Исклучиво. Има ли континент дека не сте стапнале? Па има, ете, не сум стапнал. Јас во Африка сум бил, меѓутоа не службено, сум бил приватно. Во Африка немам настапувано. Во Азија сум настапувал, на азискиот континент. Австралија и Америка да не спориме, секако. И Јужна Америка не сум бил. И на Антарктик исто. Често пати се дружите со нашите македонски селеници. Да. Како ви примаат? Тоа ми е мене веќе како втор дом. Тие авиони и тоа странство. И мислам дека во тој свет кај што се отидени нашите по белиот свет, таму се уште живее македонската музика и постои оаза. Постојат многу оази на македонска музика. Не само во белиот свет, ево и во нашето блиско соседство. Јас сум бил, например, во соседна Грција, во село Баница. Па тоа беше таков спектакл невиден. 3000 луѓе во еден голем во школски двор. Значи таму луѓето се уште музиката ја сакаат, таа македонска музика. Село Баница музика. каде загине Гоце Делчев. Не, тоа е друга Баница. Друга Баница. Ова е Баница, не е истата, да? блиску до Битола е. До Битола. Значи од Битола се одим 2-30 километри на југ, преку границата. Тоа е фрапантно. Исто така во Турција се одам често. Во Измир, Маниса. Таму исто има многу илјадна македонска заедница. Дури има своји друштва, има своји оркестри, ја негува таа музика. Тие се пред 70 на години, например, иселени, неколку генерации веќе. И се уште се негува тој македонски мелос, тоа е стварно чудно, а луѓето имаат сосема изгубено контакт и со јазикот и со од 20 зборат младите македонски. Некои воопшто не го не знаат јазикот, меѓутоа музиката ја чувствуваат дека е во кола само македонска музика, народно се слуша и на свадбите се свират македонска музика. Баш ме радува овој податок што тоа е фрапантно, да. Значи
зборам не само по овој западен свет, туку и да не збориме за соседна Бугарија тука во овој крај, овој дел Пиринскиот. Таму, мислам, 100%. Почнуваме гледачи повторно музички минути со група Корона, а се разбира во проширена форма. Ne spi, ne dremi, kuzum bela se lvije, da ne si se naspalo. I oko moje kalešo, 3 večeri bez mene. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Na četvrta jaz dojdo, kuzum bela Silvije, tebe doma ne najdo. I oko moje kalešo, tuk te najdo u komši. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Jaz te najdom zad vrata, kuzum bela Silvije, blag muhabet praveše. I oko moje kalešo, blag muhabet praveše. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Selvije se djuzel, i oko moje kalešo, moja prva izgoro. Јас би рекол следното, да ги малку закачаме медиумите. Колку нашата македонска музика е застапена во медиумите? Во нашата Македонија. Па, како кај кој медиум? Кај некој медиум повеќе, кај некој помалку, кај некој воопшто. Видете, зависи од многу фактори тоа. Не сакам ниту да критикувам, ниту да бранам некој медиум, секој си има своја уредувачка политика. Од друга страна, македонската музичка продукција, како прво, нема доволно обем, а и од тој обем што го има, нема доволно критична маса на квалитет за да се задоволат тие медиумски потреби. Тоа е моје мислење. Меѓутоа, што се случува една друга појава, да медиумите, да одредени медиуми, за да не се ангажираат околу собствено производство, ангажираат некои приватни продукции, некои дечки кои не име музиката фах, и сега они гледаат профит и земаат некои локални или каков било група, само да се плати тоа, да се излезе на телевизија. Има многу еден неповолен тренд во Македонија на национални канали, овие што имаат национална концесија, оди катастрофална
катастрофално ниво на македонска музика. Тоа уште повеќе ја закупува можноста. Музичка програма за критика македонска. Па страшно е тоа. Тоа е страшно затоа што тие програми ги преземаат од приватни продукции, приватните продукции апсолутно не му е битно кого он ангажира. Може некои приучени вчерашно научиле да свират, само кој ќе даде пари и тоа приватната продукција го пакува и го дава. Па сведоци сме, отворите, да не кажувам телевизии, а и да ги кажам, не ми е гајле. Исто така благо знам една причина која што не требаше тоа да се случи во Македонија, што ги укина локалните радија. Тие беа локалните радија музичка невидено беше. Беа на некој начин квалитет кој беше, како да кажем, издржан квалитет, се базираше на националната програма. Македонско радио, Македонска радио телевизија, и имаше, тие се создадува како филијали беа. Јас се сеќам, тие беа на некој начин самостојни беа, сепак меѓутоа има некоја конекција со многумина од тие новинари што работеа, беа дописници на Македонска радио телевизија. И имаше некој критериум. Значи тие беа сепак општествени куќи и имаше некој си критериум. Критериумите се многу паднати. Да кажем, значи, медиумите погрешно ја сватија демократијата и недостигот од контрола. Не значи, демократијата во медиумите не значи слободните медиуми да нема критериум. Да, во политичка смисла, новинарска смисла, да, треба да имаат они автономија. Меѓутоа, во квалитативна смисла не треба да има автономија. Мора да има контрола на квалитетот. А тоа, за жал, го нема. Еден голем проблем, што јас би го посочил вака јавно, е што многу се форсираат така наречени на телевизија кавер верзии. Повторно ќе кажам, од тие приватни продукции, земаат групи кои снимаат мои песни од, што ти ја знам, од македонски афирмирани пејачи или уште полошо од српски. И тоа иде на национален концесионер, на Канал 5, например, еве, оди тоа во програма локална група кои одвај знаат да свират и свират српски песни. Кои звучат карикатура на тоа што е оригиналот, тоа се оди на програма глатко и никој не реагира. Мува не ги лази. Интересираме ЗАМП, дали ви ги штити вашите права и така натаму? Не, јас немам што да штити ЗАМП кај мене, затоа што не сум автор. Не си композитор. Не сум автор, значи ЗАМП ги штити правата на авторите. Ние како естрадни уметници и како изведувачи, доколку има потреба, ги поддржуваме. Да, точно. Благо да излеземе малку од Македонија. Иако може би на наша штета, меѓутоа ги поддржавме сега кога има спор со тие авторски права. Да излеземе малку од Македонија. Северниот наш сосед, некако тој турбофолк лично ми смета. Твое мислење? Мене не ми пречи. Се може да екзистира во светов. Меѓутоа, мене ми пречи што... Има публика и за тоа? И за тие? Има публика секако. Меѓутоа, мене ми пречи што тој турбофолк е навлезен веќе во медиумите, меѓу децата, во школите. Мислам, тоа, инаку немам ништо против, зашто. И во тој турбофолк има нешто добро, нешто квалитетно. Ќе се најде нешто добро. Меѓутоа, не значи дека тоа треба да биде доминантна музика покрај толку видови добра музика, не само наша. И така што не знам што да кажам. Не знам што би рекол. И повторно од љубовната лирика и се разбира од песнарката на група Корона. Ti mlada obava, što si toliko morena ta žena. Oj neveste, ti mlada obava,
veđa, ajde namigni mi. Kreni glava, more pogledi me, skrši veđa, ajde namigni mi. Teško, em koliko je žalno, ja te ljubam, a drug da te zeme. Koliko teško, em koliko je žalno, ja te ljubam, a drug da te zeme. Почитувам Благој Груевски, да кажеме отворено, веќе стрелката ни падна, режија сугерира да го превршиме муабетот. Со група Корона ќе исполните мал дел од вашата богата музичка ризиста. Дали сте имале заеднички напас со ова настап, односно со ова почитувана група? Па, како не, со Корона сме ние домнешни соработници. 100 години сте заедно. Јас често кога доаѓам во Штип, кога ме бараат, ја инсистирам да работам со Корона. Значи им препорачувам на луѓето, кога ме бараат за свадба или за нешто друго, за некој концерт, тогаш јас ги препорачувам Корона, затоа што Корона е составена од многу искусни и подготвени и квалитетни музичари. Сашко Митковски, питоми луѓе, гајдата, соработка невидена, колегата Зоран Настов, армоникашо Сашо, Сашко Митковски, да. Тие се одлични музичари, искусни. Никој не може да ве раздели, нели? А тоа и се слуша. Се слуша и се гледа, да. И се гледа и се слуша. Кажавме се, останува само да се заблагодарам Благоја Груевски. Ми беше задоволство. задоволство. И на вас. Особено наше задоволството на телевизија Ирис. Поздрав уште еднаш до сите гледачи на телевизија Ирис. Да се множат фестивалите. Па да се гледаме почесто во Штип. Да се множат настапите, да се множат патувањата и така натаму. На вас да ви се множат емисиите. Да не ја заборавиш Африка затоа што не си бил таму се уште. Таму мора да направиме една фузија со тие там. Почитувани гледачи, ви благодариме што бевте заедно. Се гледаме наредната недела со нова музичка премиера. Во оставаме со добро здравје.